Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва, како и обично, почитувани слушатели, ќе ви ги представиме новините од Македонија, но исто така ќе дадеме и профил на поранешниот бизнисмен Љупчо Булатовиќ од село Болно Ресинско, за да пак на крај и овој пат се јавиме со мојот коментар на неделата. Инаку утре 31. октомври е празникот Свети Лука, кој е роден во Антиохија, а заврши и медицина, и македонска филозофија, и иконопис, токму овој апостол. Да го чуеме и прилогот за Свети Лука. Кога Христос дошол во Ерусалим, Лука го видел, го чул и бил сведок на Божите чудесни дела. Безрезервно поверувал во Исус и станал еден од 70 апостоли, пошто бил пратен да проповеда меѓу луѓето. Заедно со Клеопа го видел воскреснатиот Господ на патот за Емаус, а по слегувањето на Светиот Дух на апостолите, Лука се вратил во Антиохија, каде му станал придружник на Светиот апостол Павле. Патувале и проповедале заедно во Рим, а по смртта на Свети Павле, Лука ја ширел Божјата вистина во Италија, Далмација, Македонија, Египет и Грција. На молба на христијаните го напишал Евангелието, а тој е првиот човек кој ја иконописал Пресвета Богородица и апостолите Петар и Павле. Ете затоа Свети Лука се смета за основач на христијанскиот иконопис. На 84 години идолопоклониците го подложиле на маки заради Христа и го обесиле на една маслина во градот Теба. За многу години. Па нека е за многу години, повелете утре во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничката богослужба. Оркестерот на Ице Георгиев и Тасе Стојановски е прочуен на секаде на овие простори. Вистинска веселба да ве заиграат и распеат. Исто така и ги разведрат вашите срца. Затоа за семени слави, крштевки, свадби, родендени, банкети или било какви друштвени веселби, јавете се кај Ице на телефон 647 224 8797. Да спомнам дека сите вие кои планирате да патувате идната година за Македонија, јавете се некаде во декември месец, веруваме дека ќе има намалени цени. Јавете ни се на 647 780 6549. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски и женската секција ве покануваат на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе ја поминете оваа декемвриска ноќ. За резервации јавете се на телефон, црковниот телефон 416 421 7451. Да го повторам уште еднаш телефонот 416 421 7451. А пак тимот Недан, реалистит специјалисти за продавање и купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но
и специјалисти се за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Јавете се за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот до Васко Недановски. Телефонот е 647 333 9628 или 905 877 8262. А сега да одиме со профилот, односно откривајќи го ликот на нашиот сонародник Љупчо Булатовиќ од село Болно, Преспа. На околу 5 километри северозападно од градот Ресен, опколено од североисточната страна на Болнска планина, која е дел од планината Галичица во Горна Преспа, а на надморска височина од 906 метри се наоѓа преспанското село Болно. Низ ова преспанско село поминувал и дел од патот Вија Игнација, наречен како Римски пат, кој одел се до Цариград. Но селото Болно се споменува како Бохуно, уште во Османлиското царство, во нивните дефтери, значи во турските дефтери, а според преданијата најпрво Бохуно или Бохун, според еден полски лингвиста и неговото истражување било од некое лично име. Додека пак потоа за името Болно се кажува дека војската на цар Самуил, оние кои биле болни се лечеле во болницата која токму тука се наоѓала. Во близина на селото Болно има археолошки наоѓалишта од доцна античкото време, римско и средниот век. Познато е и со историски личности, како во времето на турското робство, така и во Втората светска војна. Од Болно отидоа комити Митруш Герасовски, Петре Апостоловски, Коста Боримечковски, Никола Манчевски, Ефтим Поповски, сите македонски револуционери од организацијата ВМРО. А како партизани Илија Богоевски, Христо Герасовски, Борис и Пере Источки, Христо Србиновски, Панде Црноевски, како и Димитар или Мите Богоевски. Селото се занимава со земјоделие и сточарство, но посебно таму е одбележано, како и во цела Преспа, јаболкото. Инаку селото Болно го красат црквите Свети Никола, манастирската црква Свети Наум, а во близина црквата Света Петка, Света Варвара, па и манастир ке реката Манастирка, но црквата Свети Атанас пак е заштитник на селото и селска слава, односно Свети Атанас. Болно е печалбарско село и селени има во Ресен, Охрид, Струга, Битола, Скопје, Штип, во градови на поранишна Југославија, европските држави, Канада, Америка, Австралија, па и Аргентина и Куба. Šumi zeleni, moje rodno selo si, kitno i lično si, kako bonski te nevesti. Reki vodi studeni, tvoj odvečen ukrase, sve dok na razdelbite, plači gornica. Bolno, bolno naše sakano, bolno, bolno selo, naša rajska gradina, ti si očevna ljubavina. Bolno, bolno naša gordo si, kad će naše najmilo si ti si naša rajska gradina, ti si očevna ljubavina. Hrabro i tvrdokorno, isto dok si ne
naša rajska gradina, ti si volšebna lubavina. Bolno, bolno naša gordo si, kad će naše najmilositi. Ti si naša rajska gradina, ti si volšebna lubavina. Večnog je ne grena. Bolno, bolno naše sakano, bolno, bolno selo prekrasno. Ti si naša rajska gradina, ti si volšebna lubavina. Bolno, bolno naša gordo si, kad će naše naša rajska gradina, ti si volšebna lubavina. Меѓу четворицата синови на Ради и Дана Булатовиќ од село Болно е и синот Љупчо, роден 1952 година. Уште од мало дете се пројавила желбата кај него да оди отаде океанот, за да на неговата 19 годишна возраст во 1971 година доаѓа во Торонто и уште од првите денови се вработува во фабричките погони. По известно време се враќа во Македонија, каде склопува брак со Лилјана Наумовска во 1973 година, која е инаку од село Покрвеник, исто така Ресенско, а ќерка на Владе и Дана Наумовски. Фамилијата Љупчо и Лилјана ја збогатуваат со рожбата на нивните деца Кристина и Крис, за да денес се радуваат на нивните внучиња Оливија, Ема, Ивана и Лукас, на кој утрешниот негов празник Свети Лука му го честитаме и му посакуваме секогаш да биде среќен и радосен до век.
Liliana, che dojda, Liliana, momalele, che dojde, haj napravi ćešama, šarena, site mi momiđana, che dojda, Liliana, momalele, che dojde, pućam te sinko more, karam te, kako da ja zemeš lele, Liliana, pućam te sinko more, karam te, kako da ja zemeš lele, Liliana. Ljупчо сакаше да се проба и како бизнисмен. Отвора фирма за хемиско чистење или dry cleaning, но работеше во одржување и на неколку плази. Овој наш преспанец, кој како член на друштвото од болно во Торонто, активно е вклучен во сите настани што се поврзани со неговото родно болно, па и пошироко во Преспа, партиципирајќи и тој со неговата фамилија заедно со другите членови на болнското друштво во Торонто, како што беа случаите за реновирање на црквите Свети Атанас и Свети Наум, како и обновување на црквата Свети Никола во селото. Ljupчо Булатовиќ и во Торонто е присутен со парична помош на црквите македонски и други работи, но морам да кажам дека е голем донатор и на радиочасот Глас од Македонија, бидејќи во него е целосно во неговото срце, како и кај неговата фамилија застапено македонството, како и понатаму што секогаш мисли само за убавини на Македонија.
Интересно е да се спомне дека оваа фамилија на Љупчо и сопругата Лилјана, вклучувајќи ги ќерката Кристина и синот Крис, како што велат старите, уста има, уста нема. Зашто ова го кажувам? Просто било во друштво да си со нив, во било каков разговор и слично. Тие се толку тихи, со смирен глас. Просто човек и да е нервозен кога ќе биде во нивно друштво или разговор, нивната позитивна енергија помага кај другиот. Обично се вели, и цревата во стомакот се караат или гргорат, но пак се заедно. Меѓутоа кај брачниот пар Љупчо и Лилјана Булатовиќ, барем досега не сум слушнала за некакви кавги или поточно повишени тонови, не само меѓу народот, туку и во самата нивна фамилија. Затоа пак старата народна поговорка вели, каде што има мир, таму и Господ е. На Љупчо Булатовиќ, ако треба нешто да те услужи, не му треба два пати да му речеш. Веднаш возвраќа во рамките на неговите можности, што ретки се таквите луѓе. Овој наш сонародник несебично помага, а тоа може веднаш да се примети што тој од срце дава она и онолку колку што може. Но среќен и горд Љупчо и неговата сопруга Лилјана Булатовиќ со фамилијата на нивниот син и ќерка Крис и Кристина, а посебно горди на нивните 4 внуци, тие посакуваат да не ги заборават корените на нивните предци и секогаш да го чуваат името македонско. Виши, виши, соколе, ти јуначко пиле, и на сите страни, кажи ти што виде. Plače srce to. Viši, viši, sokole, ti junačko pile. Viši, viši, sokole, izviši se ti na piri. Gnezda kaj što svile, sestri bratja mili. Izviši nad Vardar, letaj se dole, nas ne ima koliko, zrna pesok more.
Профилот за Љупчо Булатовиќ ќе го завршиме со честитка токму испратена од него и од неговата сопруга Лилјана, со целата фамилија, се разбира, со тато, мама, тетин, тетка и слично, братучеди и браќа сестри до малиот Лука, како што реков, по повод именденот утрешен и празникот Свети Лука. Да е здрав и жив и секогаш да биде во добра радост и среќа заедно со неговите најмили. А пак вие помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи и било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму ова радиопрограма. Емисијата пак на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe и ја помагате самата радиопрограма. Да спомнам сите вие кои планирате да патувате за Македонија, реков дека се уште се скапи на вистина цените за Македонија, но се очекува некаде крајот на декември или втората половина на декември да добиеме нешто специјално. Јавете ни се на 647-780-6549. А управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски и женската секција ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква од 7 часот навечер во големата сала. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе поминете оваа декемвриска ноќ. За резервации за влезни карти јавете се на 416-421-7451. Дали сакате да купите ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот што го прави самиот Васил Кајчевски, сервисот да спомнам, и поволната цена, пак ќе ве натера да бидете негови муштери. Затоа јавете се на 416-725-6335. Во продолжение да ги проследиме новините денешни од Македонија. Андријана, кажавме и претходно дека во Благоевград беше и председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, па да чуеме кои беа неговите пораки. Борче, тој кажа дека во иднина, со оглед на тоа што како политичар претендира да ја преземе власта, вели дека ќе се залага за македонците во Бугарија да имаат поголеми права од овие кои што ги имаат. Рече дека разговарал со луѓето кои што денеска присуствуваа на отворањето на македонскиот клуб, се пожалиле на многу работи кои што им сметат за попречените права кои што велат ги немаат во Бугарија. Исто така разговаравме и околу уставните измени и за прв пат тој во ова ексклузивно интервју кажа дека нема да прифати лидерска средба доколку една таква средба биде иницирана од премиерот Ковачевски со единствена точка на дневен ред да се разговара околу условите кои што ги предлагаат политичките партии со цел во замена за нивните пратенички гласови за уставните измени, а со тоа и вметнување на бугарите во македонскиот устав. Предлагам овде да го чуеме ова интервју со Мицкоски. Господине Мицкоски, вие присуствувавте на отворањето на македонскиот културен клуб Никола Вапцаров. На кој начин сметате дека може да се подобри со ова отворање на клубот, положбата на македонците овде во Бугарија и дали вие како партија планирате да дадете некаква друга поддршка освен морална? Па, ние како политичка партија и јас како човек ги поддржувам македонците каде да се наоѓаат во светот и мора да се бориме за нашите браќа македонци затоа што не има многу. Не има за жал се помалку. И затоа мислам дека ВМРО ДПМН како политичка партија никогаш не смее да има дилема во поддршката за македонскиот народ и македонците без разлика дали се тука во Бугарија или било каде во светот. И јас мислам дека ова треба да биде еден вид начин како да се поврзуваат народите, како различностите да се поврзуваат. Денес ова што го видовме дека во Благоевград од поединци навистина не личи на луѓе кои што се политичари и кои што доаѓаат, да речеме, од највисокото европско тело, тоа е Европскиот парламент. Имавте прилика да видите еден таков европратеник како се однесува
Дури и не можам ни да го коментирам, не знам дали воопшто заслужува тој човек било каков коментар. И очекувам осуда од официјална Софија за неговото однесување и очекувам осуда од страна на европските институции за неговото однесување, бидејќи ако вака се однесува еден европратеник, тогаш и ако тоа остане неискритикувано, тогаш навистина не знам што повеќе да додам. Разговаравте ли со нашинците од овде? Со какви проблеми ви рекоа дека се соочуваат и вие како политичар кој што претендира да ја преземе власта, на кој начин можете да им помогнете за воеднина? Имаат проблеми, големи проблеми. Самите знаете, не е тајна дека ниту една пресуда на Судот за човекови права во Страсбур не е аплицирана тука, не е примената. Луѓето се навистина дело нив се затварани. Дело нив лежеле затвор поради тоа што се изјаснувале како македонци, поради тоа што изразувале јавно поддршка на македонскиот народ и на нивната татковина Македонија. Јас она што им го кажав е дека имаат нашата безрезервна поддршка, ги чекам во Скопје, во нивната татковина во Македонија да дојдат да поразговараме како стратешки да пристапиме. За жал дело нив велат дека се заборавени од актуелната владеачка гарнитура во Македонија. И како што можевте да видите, представник на владата денеска немаше овде, имаше представник од кабинетот на претседателот, имаше представници од политички партии, но за жал изостана представникот на владата, што навистина не е во насока на духот на пријателството и добрососедството, затоа што ако навистина има добрососедство и пријателство, не гледам причина зошто тие да не бидат присутни тука, исто како што беа дел од бугарските политичари присутни на отварањето на првиот клуб во Битора, а потоа и на вториот клуб во Охрид. Така што имаат нашинците дека многу проблеми, ние како ВМРО многу посериозно ќе се занимаваме во периодот кој што следи во насока на поддршка, помош и така натаму. И јас лично како човек ќе сторам се што е во моја мог да им помогнам на овие. Рековте од власта не присуствуваше никого, но тие најавија дека во иднина планираат да отворат културен клуб владин овде во Благоевград. Најавија тогаш дека ќе присуствуваат, дали тогаш вие ќе дојдете овде повторно? Апсолутно, немам дилема. Јас си очекував и денеска да имаме единство овдека како луѓе, како политичари, да направиме на единство, но за жал изостана таа можност за единство, бидејќи владата не присуствуваше денеска тука. Кога ќе се одлучат дали ќе бидат влада тогаш, се уште кога ќе одлучат тие да го отварат тој клуб треба да видиме, но и доколку бидам поканет се разбира дека ќе дојдам да ги поддржам овие луѓе тука уште еднаш. Без разлика кој го отвара македонски клуб е можност да се направи национално единство. Тука треба да се остават политичките разлики на страна и треба да се обединиме, без разлика дали сме леви, десни, либерални или конзервативни. Ние треба тогаш да се обединиме, бидејќи нашиот идентитет е сознат од ткиво. Македонскиот народ е тоа што нас треба да не обединува и нашиот национален интерес треба да не обединува. Ако бидам поканет, со задоволство ќе дојдам. И уште за уставните измени би сакала да прашам. Премиерот Ковачевски рече дека е подготвен да седне на маса и да ги чуе сите барања кои што ги имаат парламентарните партии, доколку бидат исполнети вашите услови. Дали сепак е гласата за внесување на бугарите во македонскиот? Премиерот Ковачевски испушти можноста да биде тука и да поразговара и со нас и со останатите представници на политичките партии. Премиерот Ковачевски заедно со неговиот коалиционен партнер ветуваат нешто што не можат да исполнат и логичен след на настаните да си поднесат оставка, додиме на предвремени избори и граѓаните да одлучат во каква држава сакаат да живеат. Дали ваква покрадена, омаловажена и понижена, која што ја води он како премиер на влада, ако во суштина ја води он, или пак во некоја достоинствена и поинаква држава. Јас би сакал во оваа втората. И благодарам. Тоа значи дека вие не би прифатиле лидерска средност? Ако е тоа единствената тема на разговор, се разбира дека не, доколку сака да разговараме за брзи предвремени парламентарни избори, тука сум стојам на располагање во било кое време. И благодарам. И благодарам на можноста. Андријана, на крајот уште еден момент да прокоментираме. Во вклучувањето во 11 веќе јавивме дека екипата на Канал 5 беше претресувана од бугарската полиција среде улица и дека ви беа побарани документи. Еве твое искуство како новинари кои што често известувате од странство, дали на некое друго место сте биле вака проверувани? Исто така знаеме дека и бугарските медиуми не беа вака претресувани во Македонија, кога беа конкретно во Битола на отворањето на клубот Банчо Михајлов. Ајде малку околу ова.
Така е, Борче, би рекла мое прво вакво искуство кога пристигнавме во Благоевград, улицата во ред беше затворена, нели, од двете страни и за сообраќај, но имаше многу засилено полициско обезбедување и полицајците кои што беа овде на почетокот на улицата од каде што практично ние влегувавме, освен прес картиците од која телевизија нели доаѓаме, не праша, но ни побара и лични документи, ние им ги покажавме нивните пасоши, како што кажав, прво мое искуство на јавен простор полициски службеник да побара личен документ за да помине на улица, не за влегување во институција, да потенцирам. Да чуеме овде дел од таа атмосфера. Добар ден, Канал 5 телевизија, да. Сега, колешка. Документи. Всеки треба да има документ. Всеки треба да има карта да се препише. Пасошето кола место да го донесам? Пасошето кола место. У вратата пиоте. Елате само... Дайте стойка, таман да отвори куха. Вие пред колешката само. Да. Све батерија. Од страните има кабели. Кабел има? Пиратки нема. А карти репортерски имате? Борче, на крај само би додала за она што во претходното јавување не го кажав, не го споменав, а тоа е дека како што може да се забележи и зад мене во името на Македонскиот културен клуб недостасува овој пат буквата Е, претходно како што знаеме недостасуваше една буква, но во текот на денешниот ден била поставена буквата М, а сега недостасува друга буква. Овде во Благоевград бевме и се уште сме пречекани со бугарски знамиња на балконите, на оградите од дворовите на соседите кои што се наоѓаат на оваа улица, но и генерално низ целиот град, а на влезот на Благоевград имаше поставено еден голем транспарент на кој што пишуваше дека Македонија е бугарска држава. Би додала само на крај дека освен овој Македонски културен клуб, најавено и од страна на владата дека до крајот на годината најверојатно би требало да се отвори Македонскиот културен центар, исто така во овој град. За ова најави премиерот Ковачевски дека ќе достават и официјално барање до бугарската влада. Тоа се сите информации кои што јас ги носам од Благоевград. Андријана Лазова во живо од Благоевград, завестите во 15 околу отворањето на Македонскиот културен клуб Никола Вапцеров. Ти благодарам. Ете тоа беа новините од Македонија. А сега мојот коментар на неделата. Конечно денес во Благоевград се отвори Македонскиот клуб Никола Јанков Вапцаров, на кој никој од предавничката влада на Република Македонија не присуствуваше. А Пасиев, инаку лидер на партијата Левица, би рекла без влакно на јазикот пред присутните рече: ова е историски настан, прв македонски клуб што се отвора, иако е формално, правно и легално. Знаете дека бугарската држава не дозволува, за разлика од фашистичките клубови што се отвораат во Македонија, во нашата држава, овој клуб и име на антифашисти и затоа даваме целосна поддршка на ваквите македонски клубови. За жал, премиерот Ковачевски, председателот Пендаровски, иако ова е историски настан, но тие не се одважија. Лидерот пак на ДПМН Мицковски, како што слушнавте, рече: тука во Благоевград пред македонскиот клуб Јанко Вапцаров дојдовме да испратиме пораката дека ние сме македонци и доаѓаме од Македонија. И во овој 21 век веќе не треба никој да има дилема, нити воопшто да се разговара за тоа. Треба да се почитува правото на самоопределување, а нашето право е да се самоопределиме како македонци, исто како што биле и нашите татковци, дедовци, нашите предци, а сето тоа е загарантирано со сите меѓународни акти. Таму
што беа бугари присутни на отворањето на македонскиот клуб Никола Јанков Вапцаров, бара да Мицковски зборува бугарски. Затоа пак со бурни овации и извисци Македонија, Македонија ним им беше возвратено од страна на македонците. Меѓутоа, бугарската полиција која беше таму си ги покажа јаволските рогови. Таа не дозволи да се положи венец, како што слушнавте пред гробот на Гоце Делчев. Нема што повеќе да зборувам, така наречените бугари си ги фатија парите. Овој последен и неуспешен експеримент што го прават врз македонците ќе биде нов шамар врз самите нив, а ќе им биде возвратено во 2023 година од турското малцинство во Бугарија. Еве уште мало има време. Ете и 2023 година е на прагот. Ќе треба да се свртиме на илегалниот така наречен Преспански договор, па и таму турското малцинство да го даде нивниот глас во Грција, кои од муслимани ги прекрстија во христијани. Но не забораваме пак ни Албанија. За жал вечерва, иако бе во план, но нема да зборувам за албанците, кои како албанци беа наречени по-балканските војни албанци, со формирање на државата Албанија од страна на душманите на македонскиот народ, а тоа Австро-Унгарија, Италија и најмногу Германија со Англија, инаку меѓу себе се нарекуваат самите албанци шкиптаре. Само за ваша информација да ви кажам дека тие се поделени на тоски, игеги или арнаути. Всушност, то се два различни народа со два различни јазика. Како што пишува Вилкинсон, па и унгарскиот Словак Колар, кој за тоските вели, тие се со словенско потекло, така вели, не прават словени нормално, христијани муслиманизирани, а гегите се черкези и татари, кои во Османлиското царство или како што велиме турското, ги донесоа од Касписко море да им служат во борбата против македонците, а потоа ги населија меѓу Шар планина и областа Ниш Врање, а тоа го потврдуваат Мекензи и Ирби. Тие всушност не се разбирале со тоските како што и ден денес, бидејќи сега го зборуваат модерниот, така да речам, албански јазик. Па дури и ден денес, реков, не се разбираат, а и ретко да склопуваат бракови. Но реков дека повеќе ќе ве запознаеме во една од нашите наредни емисии, што за тоа ќе позајмам од познатиот, може би и најдобар македонски познавач не само на македонската историја, туку и пошироко, а кој има објавено над 100 книги на германски и се наоѓаат во архивите во библиотеката на Германија, а тоа е битолчанецот Ристо Ивановски. Меѓутоа, да се вратам на денешниот настан во отворањето на македонскиот клуб во Благоевград. Зарем е возможно европратеникот на Бугарија со македонско име, а Џамбас, добро, викаме и ние македонско и турско, меѓутоа европратеникот на Бугарија, Ангел Џамбаски, да дојде со група на така наречените бугари и нецивилизирано се однесува кон македонците, зборувајќи му за некоја голема или Сан Стефанска Бугарија од Охрид до Црно море и од Дунав до Егејско море. Каде се сега големите така наречени демократи или јас со полно право ќе речам окупатори во 21. век, така наречените бугарски власти? Каде е и така наречената демократска, што многу ми се пердаши, Европска Унија, ми изигрува голем демократ, а се шири таму фашизмот, да реагира на тоа што нивниот европратеник тресеше и ширеше омраза, за да ние македонците уште повеќе ги отстраниме. Не само како соседи, туку и како држава која може би во иднина нема и да постои. Секако од страна на Западот се земени како на мајтап, се вртат како сончоглед. Но јас би рекла, во тоа нивно вртење може да продува некој силен ветар, па да им ја скрши и шијата, и кичмата, така да не остане ништо. На крај ќе завршам со една вистинска анегдота што мојот сопруг Никола ми кажа.
Во времето на фашизмот, сите знаеме дека имаше и предавници што го шпионира својот народ, како што беше случајот за партизаните. Меѓутоа, иако ова важи за сите предавници, ќе спомнам само за еден од нив. Кога германците исцрпиле се што им е потребно од предавникот и веднаш го убиле, го отепале. На прашањето зошто го убиле кога цело време им помагаше, одговорот беше едноставен. Кога предавникот својот народ го шпионира, тогаш нас германците уште побрзо ќе не нашпиони. Односно, ако тој не е за својот народ добар, зарем за нас ќе биде добар? За нас баремич. Меѓутоа, мои македонци, полека и со трпение ќе победиме, но не смееме да се разочаруваме и при сите интриги, при сите провокации, зулуми, експерименти за да не уништат, но нема да успеат. Романот на покојниот писател Петре М. Андреевски Пиреј не случајно е напишан. Зашто ние сме пиреи во светот, пиреи македонски, така да и да не слушат и да не сечат, пак се појавуваме како македонци. Ако во митологијата пак беше фениксот во облик на птица, која живееше, се спомнува, 12.594 години, а јас би рекла и вечење што Божем умира, но пак повторно се раѓа, се појавува, тој феникс, таа света птица, која со црвено-златеста боја, исто како и со символот наш македонски уште од античко време, па до денес со црвено-златова боја или црвено-жолта боја, тие бои ја бранат и вечно ќе ја бранат Македонија и исто така македонскиот народ, македонскиот идентитет, зашто и Македонија и незините чеда во неа се свети и секогаш одиме со Бога напред. Мили чеда на мајка разделени, тешка рана на срце, а и на гради. Мили чеда на мајка разделени, тешка рана на срце, а и на гради. Teški kako
ej vekovi, vardare, pirin kaj ti je, vardare, ej kaj ti je, vardare, pirin kaj ti je, vardare, ej kaj ti je. Majko Makedonio, ajde ne plaši, ten će dojde, će ti dušneš ili planini. Majko Makedonio, ajde zapej ti, ten će dojde, će te nosat vodi Egejski. Vardare, pirin kaj ti je, vardare, egej kaj ti je, vardare, pirin kaj ti je, vardare, egej kaj ti je, vardare, pirin kaj ti je, vardare, egej kaj ti je, vardare, pirin kaj ti je, vardare, egej kaj ti je. И еве полека се наближуваат последните 3 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Најпрво благодарност до сите вас што другарувавте со нас, но затоа пак слушајте не идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови и откривајќи го ликот на нашиот исто така бизнисмен Митко Веловски од битолското село Цапари. Но исто да спомнам сите вие што имате пристап на YouTube, слушајте не и секој петок од 8 часот навечер ако отворите на The Voice of Macedonia. Тоа е од 8 часот навечер. А истовремено, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.